Урбани вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. Град Скопје ги мотивира граѓаните да се пријават на оглас за оджачари. Ова е веста на денот, а сега следуваат насловите за денеска. Градот Скопје ќе вработува 25 оджачари. Работа за 57 средношколци од Михајло Пупин, веднаш по матурирањето. Општина Ѓорче Петров ќе го одбележи денот на крстот во Кучково. Градот Скопје ќе спроведе обука за оджачари на 25 невработени лица. Огласот ќе биде отворен од утре до 10 мај, а обуките ќе се спроведуваат во време траење од 3 месеци. Како што најави градоначалникот Петре Шилегов, за оваа година предвидени се субвенции од 10 милиони динари за чистење на оджаците. Од утре до 10 мај ќе биде објавен оглас за обука на 25 оджачари. Обуката ја спроведува градот Скопје во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија. Како што информираше градоначалникот Петре Шилегов, обуката е предвидено да почне на 1 јуни, ќе трае 3 месеци. Градоначалникот Шилегов додаде дека кандидатите додека трае обуката ќе добиваат надомест од 9000 денари месечно. По завршувањето на обуката на секој кандидат покрај сертификат ќе му бидат обезбедени основни материјали за основање собствен бизнис и известно вработување, имајќи предвид дека чистењето на оджаците ќе биде субвенционирано од градот. Оваа година предвидовме 10 милиони денари за субвенции за чистење на оджаците во нашиот град. Овие субвенции ќе се реализираат по успешно спроведената обука на новите 25 оджачари. Предвидуваме илјадници оджаци да бидат исчистени до почетокот на идната грејна сезона. Свесни сме дека со ова не се решава во целост проблемот со загадувањето на Скопје во текот на зимскиот период, но затоа работиме на тоа еден по еден да ги елиминираме причинителите на среден и долг рок. Шилегов истакна дека во Скопје има само 8 регистрирани оджачари, а 45% од вкупниот број домаќинства во Скопје се греат на дрва, односно тоа е 1/3 од уделот во вкупното загадување на воздухот во Скопје. Според некои податоци во Скопје има над 60.000 оджаци кои многу ретко се чистат, а општо е познато дека неисчистен оджак загадува најмалку двојно повеќе од споредба со исчистен оджак. 80 ученици ќе имаат можност да се запишат во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, кои ќе учат по наставна програма, која е профилирана за потребите на 6 компании во Македонија, кои денеска потпишаа меморандум за соработка со училиштето. Ваков начин на наставна програма се воведе уште минатата година кога се формираше ЕВА на паралелката и 20 на ученици се директно вклучени во работниот процес на ЕВА на Македонија уште за време на нивното средно образование. А по завршувањето на образованието и се нуди можност да се вработат. 57 матуранти од 80 ученици кои ќе го одберат средното стручно образование, односно учениците кои ќе се одлучат од септември да учат по наставната програма која е профилирана за 6 компании во Македонија, по завршувањето на средно образование ќе имаат загарантирано вработување. Ова им го овозможува соработката меѓу Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин и компаниите Ванхол, ArcelorMittal, Макстил, Цементарница Усија, Раде Кончар и Виталија, кои денеска ја официализираа со потпишување меморандум за соработка. Средното училиште Михајло Пупин ваков начин на работа започна да практикува од минатата година, кога со меморандум за соработка кој го потпиша со ЕВА на Македонија, им се овозможи на 20 на ученици директно да се вклучат во работниот процес на ЕВА на Македонија, уште за време на нивното средно образование, а по завршувањето на образованието да се вработат и да имаат загарантирана плата од 20.000 денари. Конечно, стручното образование и бизнис секторот седнаа на заедничка маса и се договорија да реализираат образовен процес кој што ќе неминовно резултира со квалитетен стручен кадар. Денеска мислам дека присуствувавме на чин кој што ќе значи продуцирање на квалитетни млади кадри, самоуверени, што ќе веруваат во своето знаење, а сметам дека тоа е нужен предуслов истите тие утре да се појават како млади предузимачи. Министерката за образование и наука Рената Десковска посочи дека овој проект ги следи принципите на така нареченото дуално стручно образование и е добар пример за воведување на дуалното образование во Македонија.
кое значи креирање на наставни планови соодветни на потребите на пазарот, а учениците да се стекнат со вештини со кои ќе дојдат до полесно вработување, и апелираше учениците да ја препознаат предноста на стручното образование. Овој настан е во насока на популаризирање на средното стручно образование и исто афирмација на ова образование и повик на учениците кои што завршуваат 9-то оделение оваа година да изберат средно стручно, бидејќи предностите од овој тип на образование се повеќе кратни. Едно е заради тоа што се стекнуваат вештини кои што ги прават веднаш вработливи по завршувањето на образованието, но исто така им се дава стручна предност во однос на по уписот на факултетите, бидејќи доколку изберат факултет кој што е соодветен на она што го учеле во средно стручно образование, полесно ќе може да ги совладаат стручните теми на факултетите. Представниците на компаниите изразија благодарност за тоа што им се овозможува полесно да обезбедат потребен кадар за нивните бизниси преку ученици кои ќе работат според наставна програма прилагодена за потребите на компаниите. Со пригодна свечаност што се одржа во Домот на култура Илинден, јавното комунално предпријатие Илинден одбележа 20 години од своето постоење. Ова предпријатие е формирано со само неколку вработени и без никаква механизација, а денес располага со современ возен парк од 20 на комунални возила за собирање и транспортирање на смет, цистерни за фекална канализација и вода, специјално возило за зимско одржување на улици, како и други помошни комунални возила. Јавното комунално предпријатие на општина Илинден прослави 20 години постоење, свечено како што доликува на големиот јубилеј во Домот на култура во општина Илинден во присуство на вработените, директорот на предпријатието Игор Филиповски и градоначалникот Жика Стојановски, кој воедно бил и прв директор и основач на ова предпријатие, беа доделени награди и благодарници на најлојалните работници, кои оваа година прославија 20 годишен јубилеј. Директорот на предпријатието Игор Филиповски истакна дека зголемувањето на бројот на вработени во предпријатието, кое започнало со само 8 работници, а денеска број 124 работници, представува најголем успех на ЈКП Илинден. ЈКП Илинден започна со 8 вработени 1998 година, без возила, без никаква опрема и ниту една градежна машина. Денес ЈКП Илинден располага со околу 20 возила, 3 градежни машини и над 125 вработени. Денеска прераснуваме полека во препознатливо предпријатие кое е на едно завидно ниво, кое нуди квалитетни услуги и целта е на предпријатието да нуди поквалитетни услуги на граѓаните, се со цел тие да бидат задоволни, да имаме здрава животна средина и квалитетни услуги за граѓаните. Ако во минатото било предизвик да се воспостави ред во собирањето на отпадот и обезбедувањето на чиста вода за пиење, во иднина предизвикот е поместен на селектирање на отпадот и негова преработка, додава Филиповски. Кога се формираше предпријатието, предизвик беше да се убедат граѓаните дека собирањето на смет и здрава вода за пиење се основни предуслови за здрав и квалитетен живот. Денес веќе тоа е далеку надминато. Сите домакинства се корисници на тие услуги. Денес би било предизвик да ги едуцираме вработените, граѓаните, да пристапиме кон селектирање на отпадот, кон подобрување на услугите, да ги искористиме употребливите состојки во сметот, да го намалиме сметот кој се депонира, така би ги намалиле трошоците за депонирање, би ги зголемиле приходите, би ја подигнале екосвеста на граѓаните. Тоа би ни било предизвик кој би го реализирале во наредниве неколку години. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски нагласи дека благодарение на добрата подготвеност на комуналното предпријатие, денес општина Илинден е најчиста општина во Македонија. Таква треба и да остане во иднина без разлика на се поголемиот број на жители кои се вистински предизвик за комуналните работници, додаде Стојановски. Општина Илинден е најчиста општина во Република Македонија и во регионот. Целосна заслуга на комуналците, на вработените во комуналното предпријатие и мене ми е задоволство што од неколку вработени кои што почнаа пред 20 години, со развојот се формираа сега две предпријатија, ЈКП Илинден и ЈКП Водовод,
кои што вкупно бројат нешто повеќе од 120 вработени. Пред нас секако дека стојат многу предизвици. Се зголемува и бројот на населението. Секојдневно граѓаните, луѓето бараат подобро место за живење и континуирано го наоѓаат во општина Илинден. Би сакал да истакнам и во делот на бројноста на населението, општина Илинден од 15.000 жители веќе прераснува, по последниот попис прерасна во општина помеѓу 19 и 20.000 жители. Тоа е предизвик за комуналното предпријатие. Меѓутоа тука се и можностите, тука во бројноста на населението, во бројноста на компаниите се гледаат можностите за раст и развој на предпријатието. ЈКП Илинден е ангажирано за собирање, изнесување и депонирање на комунален отпад од населението и индустријата, одржување на јавната чистота, чистење на јавни површини, уредување на паркови, зеленило, парк шуми, садење на ниска и висока вегетација, уредување и одржување на улици, сообраќајници и пешачки патеки, одржување на јавно осветлување, стопанисување со спортските објекти на територијата на општина Илинден, како и оджачарски услуги и управување и одржување на гробиштата. Денес јавното комунално предпријатие Илинден располага со 12 комунални возила, камиони за собирање и транспортирање на смет, цистерни за фекална канализација и вода и други помошни комунални возила. Во возниот парк на ЈКП Илинден се наоѓа и специјално возило за зимско одржување на улиците, што е од големо значење за безбедно одвивање на сообраќајот во зимски услови на локалните улици и патишта во сите 12 населени места. Да запееме со душа за Дамјан да слуша е мотото на концертот кој го организира општина Ѓорче Петров, а на кој учество ќе земат голем број на музички имиња. Собраните средства од забавата ќе бидат наменети за операција на малиот Дамјан кој има проблем со слухот. Во Домот на културата Ѓорче Петров во четврток на 3 мај со почеток од 20 часот хуманитарен концерт ќе одржи младата пејачка Магдалина Алексовска и многу музички имиња. Средствата кои ќе бидат собрани од концертот ќе бидат наменети за лекување на малиот Дамјан Поповски, кој има 1 година и 8 месеци и се уште не го слушнал гласот на својата мајка. Дамјан беше опериран на 17 април 2018 година и во мозокот му беше вграден кохлеарен имплант со чија помош тој треба да почне да ги прима звучните сигнали. Трошоците за неговото лекување и одржување на имплантот во постојана функција се многу големи и секоја поддршка и секое присуство на овој концерт е донација која ќе помогне во иднина и Дамјан да може да ужива во звуците на музиката. Цената на билетите за овој концерт е 100 динари, а со секое купување на билетот веќе донирате за Дамјан. Билетите може да се купат на влезот на Домот на културата пред концертот. Да запееме со душа за Дамјан да слуша е мото на концертот, кој ќе го поддржат со свој настапи Ристо Самарџиев, Владко Илиевски, Џина Папас Џокси, Туби, Благица Дзунзуровска, Милана Лукиќ. Концертот ќе започне со звуците на класичната музика со Екатерина Лукарова флейта, Олја Михајловиќ флейта, Александар Војнески виолина, Бојана Мирковска виолина, Изабела Вилковска флейта, Марко Наумовски флейта, Нина Крагуевска кларинет, Виктор Богоевски тромбон, Александра Кировска гитара, Дамјан Илиовски тромбон и Дани Жоговска пијано. Скопје утре ќе мириса на скара. Излетничките места во Скопје повторно ќе бидат приполни со посетители кои не успеале да го спојат викендот со неработниот ден и да заминат никаде подалеку од дома. А љубителите на скара ги потсетуваме дека казната за палење на оган на отворено е 200 евра. Затоа внимавајте. Во пресрет на утрешниот празник, Ден на трудот, веќе се прават подготовки каде да се одбележи денот. Дел од граѓаните кои успеа да го спојат викендот со неработниот ден веќе се надвор од Скопје, а дел од нив и надвор од Македонија. Оние пак кои останаа во метрополата имаат избор од неколку излетнички места, каде со пријателите и семејството, традиционално со скара, ќе се потсетат на значењето на 1 мај. А Скопската околина изобилува со излетнички места, меѓу кои Кучково, Матка, Катланово, Марков манастир, Водно.
Сепак, да подсетиме дека палењето оган искара на отворено е забрането. Градот Скопје апелира до граѓаните кои што планираат предстојниот празник 1 мај да го поминат во природа, да не палат оган на отворен простор и да не фрлаат отпад. Воедно ги информираме граѓаните дека екипи на градот и на јавното предпријатие Паркови и Зеленило ќе бидат присутни и ќе вршат контрола на јавните површини и ги подсетуваме дека казната за палење оган на јавна површина е 200 евра, а за фрлање и оставање отпад 50 евра, соопштуваат од град Скопје. Да подсетиме дека 1 мај е Меѓународен ден на трудот, ден што се слави во чест на историската борба на работниците од целиот свет за унапредување на работничките права. Во историските читанки пишува дека во 1884 година Федерацијата на синдикатите усвоила резолуција со која се прогласило дека од 1 мај 1886 година работниот ден ќе трае 8 часа наместо до тогашните 10, 12 па дури и 14 работни часа на ден. Традиционално по 13 пат општина Ѓурче Петров утре ќе биде домакин на манифестацијата Ден на крстот. Манифестацијата е препознатлива по служењето на војничко гравче, а најавено и одржување свечен молитбен пред Светиот крст. Општина Ѓурче Петров утре кај крстот во село Кучково ќе го одбележи традиционалниот Ден на крстот, што секоја година се одржува на 1 мај. Како што соопштува општина Ѓурче Петров, за присутните граѓани на 13-тиот поред Народен собир, општината подготви богата програма, што вклучува културно-забавен дел, дефиле на кинолошки и конјички клуб, спортски игри, како и настап на музичка група, која ќе почне по 13 часот. Воедно ќе биде одржан и свечен молитбен пред Светиот крст, а за ручек ќе биде послужено традиционалното војничко гравче за сите кои ќе одлучат скарата да ја заменат токму со овој оброк. Оваа манифестација со децении се организирала во ова населено место, а општината ја возобнови по изградбата на крстот во чест на сите кои животот го дадоа за Македонија во 2001 година. Со поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација и град Скопје започна втората фаза на МОСТ Microsoft Office Specialist надпреварот, чија цел е унапредување на дигиталната писменост кај младите. Започна втората фаза на МОС Microsoft Office Specialist, надпреварот чија цел е унапредување на дигиталната писменост кај младите. Финалето на кое ќе се надпреваруваат најдобрите 40 учесници ќе се одржи кон крајот на мај. Според организаторот компанијата Сертиадрија, оваа година имаат најголем број пријавени надпреварувачи, над 1000 млади кои влегле во втората фаза на тестирање. МОС надпреварот е наменет за млади лица на возраст од 13 до 22 години, односно за сите ученици од основните и средните училишта, како и студентите на факултетите. Учесниците на овој надпревар ќе имаат можност да ги покажат своите вештини во познавање на Microsoft Office алатките Word, Excel и PowerPoint 2013 или 2016. Победниците на националниот МОС надпревар ќе се стекнат со можност да учествуваат во светскиот надпревар Microsoft Office Specialist 2017-2018 во Орландо, Флорида, каде што ќе ја представуваат Република Македонија надпреварувајќи се со представниците на повеќе од 140 земји од светот. Надпреварот се одржува трета година поред во организација на Сертиадрија, со поддршка од многу компании, државни институции и општини, меѓу кои Министерството за информатичко општество и администрација, град Скопје и општина Куманово. Триесет дечиња успешно ја завршија тениската школа организирана од Евролинк осигурување, која траеше од 30 март до 27 април. Активноста е дел од платформата за корпоративна општествена одговорност Евролинк, вашата врска со вистинските вредности, која годишно реализира повеќе активности од областа на културата, образованието и уметноста во Република Македонија. Тениската школа, организирана од Евролинк осигурување, која започна да функционира на 30 март, заврши на 27 април. Часовите по тенис беа наменати за деца на возраст од 6 до 12 години, а во текот на еден месец младите учесници ги изучуваа основните техники во тенисот, се создадоа нови пријателства, а децата се стекнаа со ново искуство. На завршениот час, децата ги презентираа совладаните техники пред своите родители, а Евролинк осигурување, заедно со професионалниот тренер по тенис Круно Деспотовски,
На сите учесници во школата им додели сертификат за успешно завршена тениска школа, со надеж дека љубовта кон овој спорт ќе продолжи и во иднина, а за некој од нив ќе стане и нивна професионална определба. Активноста е дел од платформата за корпоративна општествена одговорност Eurolink, вашата врска со вистинските вредности, која годишно реализира повеќе активности од областа на културата, образованието и уметноста во Република Македонија. Регулаторната комисија за енергетика денеска ја објави новата цена на бензините. Од ноќеска на полноќ за 2 динара поскапуваат сите горива. Од ноќеска на полноќ малопродажните цени на бензините Евро Супер 95 и Евро Супер 98, како и на Евро дизелот и на екстралисното масло за домакинство се зголемуваат за 2 динара по литар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Според Регулаторната комисија за енергетика, малопродажната цена на Евро Супер 95 ќе биде 70 динари, на Евро Супер 98 71,5 динари, а на Евро дизелот 62 динари. Додека цената на екстралисното масло за домакинство ќе изнесува 50,5 динари за литар. Се зголемува и малопродажната цена на мазутот за 1,3 динари, поради што килограм ќе чини 30,037 динари. Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност со температура до 25 степени. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со умерен југоисточен ветер. Температурата ќе се движи од 11 до 28 степени. Во среда температурата ќе се движи од 11 до 29 степени, а во четврток од 11 до 25 степени. Во петок ќе имаме топло време со температура од 12 до 27 степени. И пред самиот крај уште една информација. По повод Меѓународниот ден на трудот во знак на почит на загинатите во Чикаго во 1886 година во штрајкот за 8-часовното работно време. Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници ги повикува своите членови и симпатизери на првомајски протест, со кој се бара подитно да запре игнорирањето на проблемот на работните услови на новинарите и медиумските работници. Тоа беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.